Соговорник е токму пратеникот Павле Богоевски. Добар вечер. Како сте? Одлично, да ви кажам, се чувствувам многу среќно што можам да присуствувам на прославата на еден релативно нов медиум кој што внесува многу свежина и новина во нашата медиумска сфера. Гледате ли еден ТВ? Да, секогаш кога може. Иако јас искрено не се разбирам многу од политиката, но сакам да ве прашам колку значи за политичарите поддршката кога станува зборот еден ТВ? Значи, поддршката значи само кога е заслужена. За среќа еден ТВ знае кога да ја направи разликата, кога стане збор за заслужена и незаслужена поддршка и да пресуди соодветно. А инаку можеби ќе ми замерат политичките водители, мене Сергеј ми е омилен, така да. Так. Супер, во тој случај што вие би им порачале на нашите гледачи? Само така. Значи на гледачите само храбро да продолжат да слушаат, а на водителите, што е позначајната работа што треба да се препорача, само храбро, само така и само напред. Сте присуствувале ли на некој ваков настан? Па наискрено, ова ми е прв пат волку свечен настан да. Ама се радувам што ќе присуствувам. Се извинам од режија ако може уште еднаш да слушнеме што велат, а при тоа да го прашам и господинот Павле Богоев. Богоевски, се извинувам. Одлично изгледате, дали очекувате да ве коментира Сергеј Варошлија? Се надевам дека нема да ме коментира, но дури и да ме коментира, ќе го прифатам тоа на едно. Дали сметате дека сте супер облечени за оваа пригода? Никогаш не сум супер облечен. Така. Но се надевам дека сум задоволително облечен за ова. Со кој сте вечерва тук? Со мојата девојка, која што ме чека да ја се придржи. Сакаме убаво да си поминете, ви благодарам на овој краток разговор. Верувам дека Антонио веќе е спремен на неговата позиција, па Антонио, се слушаме ли со твојот соговорник?